Почитувани дами и господа, иако овој прв македонски конгрес за патишта се организира авторитети од областа на патиштата, од Крајнас, соседните земји и од Европа. Убаво е да се слуша универзитетот Свети Кирил и Методи. 70 такви научно-стручни совења, кои и така се добредојдени. Почитувани присутни, ценет протокол од првиот ред, драги гости, кои што по моите информации од председателот на Организациониот одбор сте дојдени од Турција се до Финска. Повеќе од 300-350 луѓе, од кои што најмалку 150 се од странство. Ние сме мала земја, пријателска земја и не правите голема чест со вашето присуство на овој прв македонски конгрес за патишта. Тоа го јакне нашето пријателство пред се како земји Република Северна Македонија, со вашите земји од каде што доаѓате, како пријателска земја ја возможува да ги развиваме односите со нашите соседи, но секако и со останатиот дел од европскиот континент. Ова пријателска земја која што во развој се обидува на секој може начин да се развива, но дефинитивно се вкупниот развој, дали е економски, дали е социјален, од било кој карактер, без добра патна инфраструктура, не е возможно. Сите лидери од овде, од регионот, од Југоисточна Европа, најчесто кога зборуваме за конективити, зборуваме за поврзување, за укинување и намалување на царинските чекања или слично, но ништо не е возможно без добра патна инфраструктура. Јас верувам дека овој прв македонски конгрес, кој што, од 70 години од постојање на нашиот универзитет, од факултетот, 50 години од постојање на нашите друштва, навистина прв пат се одржува во нашата земја, ќе остави длабока трага во севкупната модернизација на проектирањето и изградбата на патната инфраструктура, заради тоа што овде, преку овој конгрес, ќе може да се научат нови сознанија, нови методи, нови техники, кои што дефинитивно ќе помогнат во напредувањето на квалитетното проектирање и изведба, квалитетното проектирање, надзор и изведба на модерна патна инфраструктура. Ние сме срекни заради тоа што имаме вака масовна присутност. Ние знаеме дека ќе се помогне на овој начин ова наша мала земја. Знаеме дека имаме и што да споделиме од нас на пријателите кои што се денеска дојдени тука и дефинитивно она кое што ќе остави впечаток ќе представува една нова технологија при наредното работење со се што е поврзано со патната инфраструктура, заради тоа што тоа е и делот на кој што овој дел од светот, овој дел од Европа го очекува, а тоа е да биде во чекор или рамо до рамо со модерниот свет, затоа што навистина и таму припаѓаме. Сакам на организаторите да им посакам успешен конгрес, на сите вас и задоволство од самиот конгрес. Ако имате време, посетете ги повеќе делови на нашиот главен град Скопје овде. Република Северна Македонија и Скопје се и модерна држава и модерен град. Верувам дека ќе понесете со вас и убави спомени покрај знаење, пријателство кое што секако е како можност да се стекне на овие конгреси, кои што секако пред се нудат стручни аспирации од својата перформансност, која што се случува во самите конгреси, но она која што дефинитивно за нас представува задоволство е секако можноста да бидеме домакини на една ваква значајна организација, првиот македонски конгрес за патишта. А јас, имам честа да го прогласам за отворен првиот македонски конгрес за патишта и ви посакувам на сите успех во работата и задоволство од оваа посета на Република Северна Македонија. Благодарам. Почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван министер за транспорт и врски, господин Горан Сугарески, почитувани амбасадори, почитуван ректор на УКИМ, професор Јанкуловски, почитуван ректор на УГД, господин Блажо Боев, почитуван декан на Градежниот факултет Србиновски, почитувани пратеници од земјава и странство, почитувани професори и инженери, почитувани дами и господа. Пред повеќе од 50 години, од страна на една група ентузијасти, предводена од професорите на катедрата за патишта на Градежниот факултет во Скопје, како и на представници од градежните компании во Македонија, се основа Друштвото за патишта на Македонија. По тој повод, како и јубилеите 70 години од основање на Градежниот факултет и Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, една друга група на ентузијасти од Друштвото за патишта започна иницијатива за организација на првиот македонски конгрес за патишта.
Започнавме со организација, свесни за потешкотиите, свесни за предизвиците кои ни предстојат, но сепак најмногу свесни за значењето на патната мрежа која таа го има за севкупниот развој на нашето општество. Едноставно, во оваа пригода не постои подобар начин да се истакне важноста на патиштата за една држава, освен да се цитира изјавата на поранешниот американски председател Џон Кенеди, кој што вели, цитирам: "Нашето богатство не ја создаде нашата инфраструктура, туку нашата инфраструктура го создаде нашето богатство." Од тука можеме да констатираме дека развојот на една земја е во корелација со развиеноста и квалитетот на нејзината патна мрежа. Во прилог на ова е и познатиот факт дека сите инвеститори, како домашни, така и странски, како важен предуслов за нивните инвестиции, ја посочуваат патната инфраструктура како круцијална алка во поврзувањето на суровините, производството и пазарот. Во денешни услови, со интензивирање на глобализацијските движења, современите патишта добиваат уште повеќе на значење и можат да придонесат за побрз развој на нашата држава. Во следниот период, како една од главните задачи која ќе се наметне пред нашата патна администрација, освен изградбата, ќе биде и односот кон веќе изградените патишта во смисол на нивно одржување и експлоатација. Во оваа пригода, се досега изнесено за значењето на патиштата ќе биде нецелосно, ако не се осврнам и на значењето на моите колеги градежни инженери по патишта, кои тие го имаат за општеството. Во контекст на ова, како податок, ќе ја посочам монографијата "Патиштата во Македонија од 45 до 88 година", издадена од Републичкиот СИС за патишта, каде е наведено: по ослободувањето во Македонија во 1945 година имало само 5 километри патишта со коловоз. Колкаво е значење на моите колеги, популарно наречени патари, ќе оставам да заклучите сами, а јас само ќе ви кажам неколку податоци. Дека денес во нашата земја имаме околу 300 километри автопатишта и повеќе од 14.000 километри патишта од сите останати класи. Тоа е делото на нашите инженери за патишта од сите генерации. Дело со кое можеме да бидеме горди и да се пофалиме и гордо да истакнеме дека имаме дадено еден од најголемите придонеси за развојот на нашата држава. Секако дека во нашата област има нотирано и недостатоци, слабости, забелешки, но за нив ќе говориме во други пригоди и ќе ги решаваме на нашите работни состаноци. Не е помал проблем и староста на лабораторијата на нашата врвна институција, Градежниот факултет, која потекнува од 80-тите години на минатиот век и не може да одговори на сите денешни предизвици и барања, не само на постојниот инвестицијски циклус, туку и на современите тенденции во високото образование. Овој прв македонски конгрес за патишта има неколку цели, и тоа да ги покаже досегашните достигнувања на македонската инженерска заедница, да размениме искуства и знаења со колегите од регионот и од Европа, но и да ги натуираме слабостите, со цел да со нови сознанија, напори и трудолюбивост како досега фатиме приклучок со европските тенденции во областа на патиштата. На крајот, дозволете ми на сите колеги да им посакам успешен настап на конгресот и плодна работа, на колегите од нашата земја со внимание да ги проследат презентациите и ги збогатат своите сознанија, а на колегите од странство да им посакам и пријатен престој во Скопје, да се вратат во своите држави со убави спомени од Македонија. Благодарам. Со оглед на тоа дека гледам многу познати лица, чувствувам потреба да ве поздравам на почетокот. Почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван министер за транспорт и врски, господин Горан Сугаревски, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта, господин Зоран Китанов, почитуван председател на Друштвото на патишта на Македонија, професор Горан Миовски, почитуван председател на Комората на овластени инженери, почитувани професори инженери, почитувани дами и господа, драги пријатели. Имам особена чест и пријатна должност да ве поздравам во името на Градежниот факултет од Скопје и да ви посакам успешна работа на првиот македонски конгрес за патишта во организација на Друштвото за патишта на Македонија. Организацијата на научните собири со учество на еминентни домашни и странски стручњаци представува исклучителен придонес во развојот на научната мисла и ширењето на најновите достигнувања на полето на транспортната инфраструктура во нашата земја. Во таа насока од особена важност е организацијата на овој конгрес, на кој што ќе бидат презентирани голем број на научни трудови од земјата и од странство.
Во актуелниот период, нашата држава се наоѓа во силен инвестицијски циклус во патната инфраструктура, како што досега не е забележан во поновата историја на Македонија. Организацијата на овој прв македонски конгрес за патишта во тој контекст ќе придонесе да се биде во тек со општествените збиднувања, да се овозможи континуирана едукација на инженерите, да се разменат искуства и знаења со колегите од странство со цел да се осознаат нови технологии, што секако ќе резултира со бенефит за нашето општество. Ваквите собири со меѓународно учество се од општи интерес и истите се показател дека сме релевантен фактор во регионалните научни рамки. По прилог на тоа одат актуелните теми на Конгресот, со кои се настојува да се држи чекор со светските тенденции на полето на проектирањето и изградбата на транспортната инфраструктура. Во нив секако спаѓаат дел од класични теми кои што се среќаваат редовно на вакви научни собири, какви што се планирање и проектирање на патиштата, управување, изградба и одржување на патиштата, безбедност на сообраќајот, но тука имаме и низа современи теми, современи актуелни теми, какви што се заштитата на животната средина, транспортната политика, ITS и новите технологии во сообраќајот. Јас, како декан на градежниот факултет, можам да го изразам моето задоволство од пријавениот број на учесници, кој според организаторот изнесува од 15 земји со пријавени повеќе од 70 научни трудови. Искрено им честитам на организаторите на Конгресот, на вложениот труд, знаење, енергија и ентузијазам, а се со цел уште еднаш да се представиме како добри домаќини, но и стручњаци од областа на патиштата. Професор Емиовски, ако успешноста на Конгресот ќе биде ценета според бројот на непроспиени ноќи и испратени мејлови во 3 часот са бајле, без друго мора да биде успешен овој Конгрес. На крајот, во име на вработените на градежниот факултет, кој е еден од организаторите на овој голем настан, како и во свое лично име, сакам да им посакам топло добре дојде на сите учесници од земјата и од странство, а по успешната работа на Конгресот, задоволни со позитивни импресии да заминете и со нетрпение да го очекувате вториот Македонски конгрес за патишта. Ви благодарам. Добар ден на сите, ви пожелувам. Почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, почитуван министер за транспорт и врски, почитувани ректори, почитувани декани, почитувани гости. Комората на овластени архитекти и инженери за среќа е унитарна комора во која што се сите архитекти и сите инженери во Република Македонија и на тој начин представува еден голем збир на стручњаци од областа на инженерството. Најчесто комората се доживуваше преку незината улога да биде регистар на инженерите и архитектите, кои што со членство во комората стануваат овластени архитекти и инженери со сите обврски што ги добиваат со тоа овластување. Меѓутоа, важноста на комората се огледа во другите 4 столба на која што таа се подпира. Првиот столб е континуиран професионален развој на инженерите. Вториот столб е соработка со институциите на државата со цел да се унапреди инженерската струка, но воопшто да се унапреди и државата. Третиот столб е соработка со стопанството, соработка со научните институции и четвртиот столб е меѓународната соработка. Овие 4 столба што ги има комората, ги има и овој прв конгрес. Како што забележав, тука има многу од нашите овластени инженери, значи првата задача да се унапреди нивното знаење преку работата на конгресот ќе биде исполнета. Втората задача, тука се нашите почитувани од владата и од министерствата, за кои што ние се надеваме дека нашите барања или барањата на инженерите или воопшто унапредување на инженерската струка ќе ја поддржат понатаму и со наредните законски проекти, нарочно со законот за градење. Потоа имаме многу меѓународни пријатели, гости овде, но исто така тука е целото стопанство и науката. На тој начин и комората како еден од коорганизаторите на овој прв конгрес се надева дека ќе оствариме двете важни цели. Првата важна цел е да го зголемиме пријателството со нашите гости кои што ќе учествуваат на конгресот, а во вториот дел
да ги прикажеме нашите достигнувања или да ги преземеме достигнувањата од сите наши гости. Еве, уште еднаш во таа насока ги поздравувам присутните, ви пожелувам успешна и плодотворна работа на Конгресот, а на гостите од странство им пожелувам добро дружење и запознавање со нашата убава држава. Ви благодарам. Почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван министар за транспорт и врски Сугаревски, почитувани амбасадори, почитуван ректор, председател на Друштвото за патишта, почитувани професори, инженери, почитуван председател на комората, почитувани дами и господа. Патиштата представуваат градежни објекти преку кои државите ја покажуваат својата моќ од економски, интелектуален, проектантски и градителски аспект. Со самата изградба, тие го демонстрираат своето визионерство, инвентивност, креативност, технолошка надмоќ, а со сето ова дури го дефинираат и својот интелектуален идентитет. Патната инфраструктура представува основа за стопански и општествен развој. Изградбата на нови патишта иницира развој, бидејќи бара нови вработувања, обрт на капиталот и на крајот овозможува подобар живот. Со еден збор, развиеноста и квалитативната состојба на патната инфраструктура се клучни фактори кои пресудно влијаат на економскиот развој и компетативноста на економијата на секоја земја. Во моментов, во развиените земји во Европа и светот на глобално ниво се наметнуваат нови барања и цели. Се работи на редуцирање на штетното влијание од патниот сообраќај врз околината, се воведуваат возила на електричен погон, се прават истражувања со автономни возила. За тоа време, кај нас се гради и докомплетира основната автопатска мрежа, а воедно, интензивно, се работи на рехабилитации и реконструкции на постојните патишта во експлоатација со должина од околу 800 километри. Како и санација, реконструкција и градба на нови мостови. Нашата земја повеќе години се наоѓа во голем инвестициски циклус на развојот на својата патна мрежа, со што не само што се комплетира финалниот изглед на патната карта, туку се стекнуваат нови знаења и искуства во примена на новите технологии и материјали. Се следат и современите тенденции во безбедноста на патиштата, а секако и се учи на неизбежните грешки при изградбата од минатото. Важно е да се потенцира дека на развојот на патната мрежа во Република Северна Македонија не смее да се гледа парцијално, односно изолирано, само во локални рамки, бидејќи развојот на патната мрежа е во интеракција со патиштата во соседните земји, со што се предонесува и форсира интеграцијата на државата како во регионот, така и во Европа. Затоа, можеме да констатираме дека патиштата представуваат еден од основните фактори за понатамошниот развој на Република Северна Македонија. Во оваа пригода, дозволете ми да направам една ретроспектива на случувањата на тоа како дојдовме до овој прв македонски конгрес за патишта. Пред година-две на состанок во мојот кабинет дојде една група на ентузијасти со идеја за организација на голем настан од областа на патиштата и нивниот начин на објаснување ме асоцираше на цитат од мемуарите на познатиот американски претседател Теодор Рузвелт, кој рекол: "Успехот не е клуч за среќата. Среќата е клуч за успехот. Ако го сакате тоа што работите, ќе успеете. Верувајте дека можете и веќе сте на полпат." Резултатот на сите ви е познат. Со заедничка работа и ангажман, еве сме денес на првиот македонски конгрес за патишта. Верувајте, овој настан за мене представува огромно задоволство. Еден од најголемите успеси на еден директор на јавно предпријатие за државни патишта, кој после повеќе од 50 години од основањето дава придонес за организација на еден ваков научно-стручен настан, како што е првиот македонски конгрес за патишта. Предводени од желбата за одржување на ваков исклучително научно-стручен настан, свесни за знаењето на патиштата за вкупниот општествено-економски развој на државата, за значењето и развојот на науката, за размената на знаењата и искуствата и за унапредувањето на свеста за значењето на патната инфраструктура, денес присуствуваме на отварање на првиот македонски конгрес за патишта. Очекувам овој конгрес да има повеќе бенефити,
Не само за присутните инженери, туку и за компаниите каде тие работат, како и за целото општество. На крај им посакувам на сите присутни успешна работа на Конгресот, а на гостите од странство пријатен престој во Скопје. Благодарам. Почитуван господин Зоран Заев, председател на владата на Република Северна Македонија, почитуван господин Горан Сугаревски, министер за транспорт и врски во владата на Република Северна Македонија, почитувани амбасадори, почитувани пратеници, почитуван професор доктор Златко Србиновски, декан на Градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, почитуван господин Зоран Китанов, директор на јавното предпријатие за државни патишта и председател на Организациониот одбор на Конгресот. Почитуван доктор Горан Миовски, председател на Друштвото на државни патишта на Република Северна Македонија, почитуван доктор Миле Димитровски, председател на Комората на овластени инженери, почитуван ректор на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, почитувани професори и инженери, дами и господа. Ми представува висока чест и особено задоволство да бидам дел од првиот македонски конгрес за патишта. Во таа смисла, дозволете ми од името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и од своje лично име да ја поздравам иницијативата за одржување на ваков настан, кој има исклучителна важност и значење. Почитувани, патиштата уште од најстари времења па се до денес представуваат фактор кој битно влие на економскиот, политичкиот и културниот развој. Наједноставната дефиниција за патиштата вели дека тие се градежни објекти кои имаат за цел да ги пренесат луѓето од една точка до друга точка во просторот. Но оваа нивна основна цел би можело поблагородно да се толкува дека нивната основна цел е да ги поврзува и обединува луѓето, народите, државите, културите и религиите. Современите патишта возможуваат по-безбеден, по-комфорен, побрз и поевтин транспорт на патници и стока, а со тоа се обезбедува и побрз развој на државата. Со изградбата на патиштата се стимулира индустрискиот, културниот и општествениот развој на локалните заедници, додека пак со неизградба на патишта определени региони или градови ја губат перспективата за развој. Токму затоа, развојот на патиштата, на патната инфраструктура во Македонија треба да се настојува да биде рамномерен, да обезбеди адекватен квалитет и соодветно ниво на услуга. Нивото на инвестиции во инфраструктурата зависи од нивото на квалитет кој се сака да се постигне, што треба да биде задача која ќе се дефинира на научно-стручна основа со помош на инженерите по патишта. Повеќето експерти од областа на патиштата се согласуваат дека репер за развој на инфраструктурата треба да биде она што се вика нормално ниво во Европската Унија. Во реализацијата на овие стратешки цели за државата неопходно е соодветно ангажирање на сите инволвирани, на сите оние кои работат во областа на патиштата, но и предводени пред се од научно-стручните сознанија на експертите. Почитувани, забележливо е дека во нашата земја се одвива голем инвестициски циклус веќе неколку години. За да биде во тек со општествените збиднувања, освен во финансиските инвестиции, надлежните државни институции треба да продолжат да инвестираат и во научно-стручниот кадар, кој во иднина ќе може да произведе кадри кои ќе ги реализираат сите овие значајни и одговорни инженерски предизвици. Едноставно, развојот на науката, технологијата на изведба, како и новите материјали, бараат континуирана едукација и усовршување на инженерскиот кадар. Квалитетната персонална инфраструктура представува алка во синџирот, без која е невозможно да се реализираат проектите кои ни предстојат. Како човек од образованието и науката, очекувам поддршка од сите надлежните и осовременување на наставно-научниот процес преку осовременување на студиските програми, кои секогаш ќе ги следат потребите на пазарот на трудот. На крајот, дозволете ми да им посакам успешна работа на сите присутни на Конгресот. Очекувам да се донесат квалитетни заклучоци и препораки и ова демонстрирана позитивна енергија во организацијата на Конгресот да продолжи да трае со цел овој Конгрес да стане традиционален
и континуирано да дава резултати кои што ќе бидат од посебно значење за нашата земја. Ви благодарам. Почитуван председателе на владата, господине Заев, почитувани ректори на универзитетите, почитуван декан, почитуван господине Китанов, почитуван господине Миовски, почитувани професори, почитувани пратеници, почитувани директори. Се вели дека една земја се препознава по тоа какви патишта има. Колку се подобри и модерни, толку државата е поразвиена. Сакам најпрво да му честитам на Друштвото за патишта за одличната организација, иницијативата да го организира овој прв конгрес од меѓународен карактер, каде уверен сум дека ќе слушнеме за современите трендови на нискоградбата, многу идејни решенија, како и многу пракси во изградба на патната инфраструктура низ Европа и светот. Како земја потенцијална членка на Европската Унија, посебно внимание посветуваме во напредувањето и модернизацијата на патиштата, за што говори инвестицијскиот циклус во кој што сме влезени. Континуирано ги следиме сите технолошки достигнувања и се обидуваме да ги искористиме предностите кои што се нудат во подобрување на патната инфраструктура и безбедноста во сообраќајето. Силно мотивирани, земјата економски да развиеме и квалитетно да ја поврземе со регионот и превземаме сите обврски да изградиме квалитетна патна мрежа. Министерството за транспорт и врски е едно од клучните мотори за економскиот развој на земјата. Заедно во соработка со јавното претпријатие за државни патишта, како и ЈП Македонија пат, ја започнавме историски најголемата инвестицијска програма по изградба и рехабилитација на целокупната патна мрежа на земјата, вредна преку 1 милијарда евра. Во исто време, да се работи низ сите делови во земјата, при тоа да бидат ангажирани речиси сите домашни градежни компании и практично цела механизација, верувам дека е успех, но и дополнителен стимул за остварување на зацртаните цели. Само досега е завршена патна мрежа со преку 750 километри и во вкупна вредност од половина милијарда евра. Во моментов се работи на изградба и рехабилитација на околу 400 километри патишта. Се тоа докажува за нашата сериозност и решителност во напредување на патната мрежа низ целата држава. Покрај основните цели на модернизација на патиштата, политиките што ги спроведуваме се во насока на развивање на хармонизиран транспортен сектор, кој го интегрираме во европскиот систем на транспортни мрежи. Нашата земја има стратешка позиција на Балканот, низ неј заминуваат двата европски коридори 8 и 10, што ја возможуваат значајна улога во креирањето на економскиот раст на регионот. Ова за нас како ресорно министерство е од исклучително значење при спроведување на транспортните политики. Во таа насока, Министерството за транспорт и врски изработи национална транспортна стратегија за период од 2018-2030 година, во која ги дефинираме главните насоки на реализација на инвестицијските вложувања. Генерално се насочивме во изградба на патна инфраструктура по европски стандарди како дел од единствениот транспортен систем во регионот. Подобрување на безбедноста во сообраќајот, подобрување на одржливоста на животната средина, воведување на интелигентен транспортен систем. Нашите политики имаат јасна цел, а тоа е создавање на квалитетна патна мрежа, подобрување на квалитетот на животот на сите граѓани, на крај силен економски раст и развој за државата. На крај уште еднаш сакам да испратам честитки до организаторот и да ви посакам успешна конференција. Благодарам за вниманието.